Благодарам. Почитувам Тала Џафери, вие во повеќе наврати навистина предупредувате говорницата од собранието да не се претвори во партиски, како да речам, митинг, но не знам искрено како да го толкувам. Ова е денес предлог не знам, од господинот народен правобранител. Лиљана Затуровска сум, почитуван народен правобранител, еве да бидејќи прашувате која сум. Но ваквиот предлог денес говори за очајот во кој што се наоѓа Социјалдемократскиот сојуз, така да 5 минути до 12 пред да се случат предремените парламентарни избори, се што може да се вдоми од страна на партиските послушници, па макар било надвор од сите законски прописи и устав, тоа да се направи што е можно побрзо, еве на крајот од мандатот на овој пратенички состав. Не дека вас до сега ви било грижа дали вие сте прекршиле некој закон или устав, бидејќи овој парламентарен состав ќе биде така и запишан во историјата на Република Македонија, парламентарен состав кој што никогаш не одел согласно деловник, согласно закон и согласно устав. За жал, така сите ќе бидеме забележени во историјата на собранието. За жал, исто така, ние, како парламентарен состав, или вие, почитувани колеги, пратеници од парламентарното мнозинство, исто така ќе бидете забележени, како големи пратеници кои што аминувавте носење на законски решенија, со кои што ќе требаше да се озакони криминалот кој што владата го прави во континуитет. Секоја една институција успеавте на ваков начин, со вакви партиски вработувања, да ја девалвирате. Гурнисавте системот на квалитет на секоја една институција. И наместо карактеристиките на кандидатите за вработување да се во насока или во корелација, вие многу милувате да кажете, со критериумите и квалитетите на кандидатите од Европската Унија, значи такви критериуми, такви институции ние планираме да имаме, но за жал, оние критериуми кои што сега ги гледаме, исклучиво се критериумите кои што произлегуваат од партиската врхушка или од Социјалдемократскиот сојуз. И жално е повторно денес да дискутираме за нешто што овој пленум на 12 декември се изјасна и кажа, и потенцира, и тоа така го свативме и ние опозицијата, и граѓаните на Република Македонија, дека пратениците во собранието на Република Македонија не ја избрае дотичната предлог заменик народен правобранител, бидејќи е спротивно на член 6 став 2 од Законот за народен правобранител и став 3 од Законот за народниот правобранител, не ги исполнува тие услови и критериуми и не може да биде заменик на народниот правобранител. Институција која што, согласно нејзините надлежности, е една исклучително важна институција во нашиот систем, која треба кај граѓаните да влева чувство на сигурност, бидејќи тоа е институција која што работи и се залага за да излезе во пресред на нивните потреби и барања во делот кога се загрозени нивните човекови права. За жал, народниот правобранител на самиот почеток од репликата која што имаше кон колешката Арта Точи, кажа дека не требало ние пратениците да ја злоупотребуваме говорницата од собранието на Република Македонија. При тоа, самиот тој злоупотребувајќи ја говорницата, бидејќи она што до нас е доставено од негова страна и кажува дека предлог заменикот кој што е предложен од негова страна ги исполнува сите услови, сите критериуми кои што се напишани во Законот за народниот правобранител.
и цитира почитуваниот народен правобранител дека овој кандидат на заменик ги исполнува следните услови. Согласно член 6 став 2 и став 3 од Законот за заменик на народниот правобранител, дека лицето ги исполнува општите услови определени со Закон за заснување на работен однос, има завршено високо образование и така натаму, работно искуство од најмалку 7 години во областа на правото, чија активност е докажана во областа на заштита и промоција на човековите права. За жал, од CV-то кој што е доставено до нас од дотичната Сонја Трифуновска, таква констатација ние не можеме да забележиме тука, дека госпоѓата има 7 години работно искуство согласно став 6, член 6 став 2 и став 3 од Законот за народен правобранител. И уште повеќе, дека е спротивно на Законот за народен правобранител, говори член 8, функцијата народен правобранител е неспојува со вршењето на друга јавна функција и професија или со членување во политичка партија. Па почитува народен правобранител, вие и не моравте да читате исклучиво само од CV-то кој што ви е доставено. Доволно беше да го отворите профилот на дотичната господја кој што ни ја предлагате и да видите дека има судир со член 8 од Законот на народниот правобранител. Институција која што вие ја представувате, за жал ја урнисавте до степен на партиска институција. Ова е жалосно. И Сонја Трифуновска може би ќе биде и најревносната како заменик председател. Тука ние апсолутно немаме никакви дилеми, бидејќи колешките кажаа дека е благородна, почитувана во својата средина и така натаму, и апсолутно тие квалификации ниту моите колеги, ниту моите колешки ги зедоа во предвид. Но, она за што кажавме дека не може истата да биде одбрана, бидејќи е спротивно на член 8 од Законот за народен правобранител и член 6 став 3, 2 и 3 од Законот за народен правобранител. За жал, ова не е ништо друго, освен коалицијски договор. Ова е чисто партизирање на институциите. Ова е тотално непочитување на институцијата собрание од страна на институцијата народен правобранител, бидејќи после еднаш одбиен кандидат, повторно се доставува истиот кандидат, а имало можност да се достави други кандидати за избор. Ова е класична дисторзија на институцијата народен правобранител, која треба да е далеку од партиската закрила. Треба да е стручна, пред се професионална и непартиска. Сите овие квалификации и карактеристики во овој момент, кога вие ќе гласате, почитувани колеги, ова институција ќе ги изгуби. Благодарам.